Почитувани дами и господа, почитувани гледачи, добре дојдовте во петата епизода на нашиот квиз Седмо небо, која се емитува во емисијата Седмо небо со нашата мила и драга и преубава Маријана. И во оваа епизода имаме тројца преварувачи кои ќе се борат да земат многу убави вредни награди и евентуално еден од нив да оди во финалето да ја земе главната премија, овој прекрасен Wi-Fi, Bluetooth, безжичен звучник кој е прекрасен и не само како звучник, како аудио систем, него и прекрасен елемент за по дома. Но, да не заборавиме дека Државна лотарија е онаа што го организира овој квиз. Државна лотарија како општествено одговорна компанија која се појавува со својата општествена одговорност секаде. И во областа на уметноста, спортот, музиката, науката, образованието и така натаму и го организира овој квиз за да биде поблиску до своите верни играчи и да им даде преубави награди. Јас сум Дејан Лилич, облечен и понатаму во Фокабо, затоа што Фокабо, елеганција, стил, прецизност, она што на секого може добро да му стои, се наоѓа во градскиот трговски центар на втори кат, а заедно со мене е водител и мојот прекрасен, преубав пријател што го знам веќе неколку векови, човекот кој со својот прекар ги има истите три букви последни како и мојот прекар. Дами и господа, Викса! Аплаузуемо вам! Ајде напред да пикне. Поздрав. Леле, Дејан, само да додадам. Декса, Дејан, колега, пријателе за игри. Респект. Знаеш како викаат, кој трча не оди. Се разбира, а кој оди не трча. Кој оди не стои уместо, се Тоа движи. е хемија, да не речам. Размислав и за оно што го зборувавме. Мислам дека не е лошо. Доволни се 4 или 5 цигли, 2 гранки и евентуално микровална. Да дадеме и фокус на она како ќе изгледа сето тоа во комплет и една лајсна. Тоа е тоа. Да, само треба да видиме која боја ќе биде. Ајде да видиме заедно со нашите пријатели. Во ред, Викса е тука да ви помага. Викса е тука да ве представи и Викса е тука сега да ви даде 3 калинки зад кои се кријат одредени теми кои вие на среќа ќе си ги одберете. Повели Викса, покажи. Значи, веќе процесот на мешање е во тек. Кажете ми стоп, за да застанам да ги мешам калинки, веќе ви кажам зошто. Стоп. Одлично. Вие сега треба да се изберете, сега почнува вашата среќа. Може да ја дадеме предност? Може да. Повели, избери една од овие три. Само не ја Не покажувате. ја покажувај, чуј си ја за себе. Повели. Се едно е, мислам, вие си го правите изборот, ова е индиректно за тебе. И сега ви посакувам добро пливање во денешното квиз издание на Седмо небо. Сега, покажете ги калинките да видам какви прашања имате добиено. Во ред. Значи, Инстант лотарија, ИЦ повели на позиција број 3, а Државна лотарија ги имаш ти, вашето име е... Дојди слободно. Слободан, не го гледам името, но Слободан повели слободно тука на позиција 1. Лидија си останува на втора позиција, прва си одравили, ај да не се шетаме, тука сум у средина и така треба. Двајца машки и една дама помеѓу нив. Во ред, за да ви биде сето ова што ќе го добиете како прашања полесно, да знаете дека со Викса можете да комуницирате и евентуално да ви помогне тој тука. Но Викса, имаме тука уште еден човек кој може да ни помогне, а тој е нашиот џокер играч. Еве го. Емил. Емил, те поздравувам. Дали е се под контрола вака? Сметам дека веќе е се под контрола покрај тебе, така да. Кажи ми, не, тука си безбеден. Сакав да речам, ти имаш право да им помогнеш. Во даден момент, они ќе погледнат на кај тебе, имаш право на поеднаш да им помогнеш на сите играчи. И останатото е убаво да си поминеме. Емил, фала ти. Фала. Додам. Разбрате, значи имате право еднаш во текот на одговарање на овие 6 прашања да побарате поддршка, односно помош од Емил. Ако Емил даде точен одговор, тој се препишува кај вас. Сега за се да биде регуларност, имаме и жири комисија од Државна лотарија и тоа во состав. Љупка Чичевска-Стоевска, Верица Савич и нашиот мајстор, шахист, јас го кажувам веле мајстор, господинот Љубомир Илич како председател на нашата жири комисија. Публиката е тука, насмејани, подготвени да земаме награди, така ли е? Во ред. Земете воздух и можеме да почнеме со нашите прашања, но претходно сакам по едно прашање, онака да ви поставам. Слободан, доаѓаш од каде? Од Скопје. Слободан, дали имаш ти своја среќна мајчка? А джемпер? Чорапи? Чекај, знам. Научари? Среќни научари, мислам дека ова се тие.
Срекни пенкала. Дали имаш некое срекно пенкало тука со тебе? Стави го тука, затоа го осетив ја дека има нешто. Си викам да не извади чорап сега Слободан, добро е пенкало. Има различни и корниз, има извадено како се викаш она што се закачуваат за весиве, така да не е битна. Да. Имам тоа што еден го друга носи. што извади сладолед, ама после тоа среќен сладолед. Лидија, да ме прашам, дали имате вие среќен ден во неделата? Имам. Кој? Среда. Среда, среќен ден, тоа на многумина име, така? Да. Во ред. Првиот ден од лото. Значи играме лото, а? Да. Кога Со си години. уплаќаш баш во среда или Не, уплаќам во понеделник или вторник, евентуално во среда, нели до 6 Да. часот, до 18 часот. Си И правиш? се уплаќам за 2 кола, сега последниот пат за 3 кола. И така. Во ред. две цела гаража? На одлична позиција си, лото и джокер, таму кај што си уплаќаш. Океј. И на крајот, Ице доаѓаш од? Прилеп. Од Прилеп. Прилеп. Ако имаш добивка од 10 милиони денари, што прво ќе направиш? Не знам искрено. Не фокусиране на добивка, она не на Ако имаш трошење. добивка од 1000 денари, Тоа би ја потрошил одма. во ред, Знаеш, ама некои 10 работи се милиони- полесни, а вака математички изгледа. Ица, кај уплакаш, кај си играш, на кое место овака, чисто не тактички, Прилеп. не нема во Прилеп центар, нешто лево, десно. Било каде, кажеш че најдам знак. Среќата е на секаде, еве го доказот, еве го доказот. Така е. Емил, да те прашам и тебе. Дали мислиш дека среќата сака храбри луѓе? Па да, можам слободно да кажам, затоа што Тогаш да бидеме Преко храбри локално. и да си ја повикаме среќата и да добиеме награди. Може? Ајде, аплауз одиме. и да почнеме со првите прашања. Почнуваме со Слободан. Ти си на позиција 1 и првото прашање за тебе гласи вака. Која година се ребрендираше Државна лотарија по повод својот роден ден? 2018 година, 2020 година или 2023 година? Размисли, тука ти е и Викса, тука ти е и Емил како чокер. Роден ден спомнувате. Значи, роден ден, ако ти сметам не ме слушај, роден ден, која година, ребренд, ти тикнува, знаеш, подобрување на ова веќе што графички како изгледа и да те Може би потсетам. бои, може би структури. Да видиме кој е точниот одговор. Јас сум 18. во iščекување. 20, 23. На кај која те влече, без да одговараш, онака кажи ми, каде, у која насока одиш? Првото. На кај 18-та? 2018 година. Само момент да видам дали јас добивам некои вибрации од озгора, дали е точен одговор или не. Може да се спојат електрицитет, знаење, плюс малце среќа. Пукај, како мислиш, така играј. Слободан повели, кажи ми кој е точниот одговор според тебе. Број 1. Проеден. Значи, внимавај, сега ќе ти помогнам малку. Значи, за својот 15-ти роден ден од постоењето на Државна лотарија, таа го направи своето ребрендирање. Толку од мене како помош. Значи, тоа е која година од овие опции? Под број 3. Број 3. 2023 година е твојот одговор и тоа е точен одговор. Браво, Слободан! Ребрендирање значи си доби свој еден нов визуелен лик, идентитет и така натаму и така натаму, но исто така ја смени и својата стратегија да биде поблиску до народот. Со своите игри, посвеже, подинамично и на овој начин и еве како што гледате имаме ваков квиз. И ќе ги правиме и понатаму во иднина. Одиме со Лидија со нејзиното прво прашање за денеска. Прашањето гласи вака. Која година беше одржан најмасовниот караван за популаризација на инстант лотаријата под име Игри без граници во 40 градови? 2011 година, 2020 година или можеби 2015 година? Како ти оди мисла? Сите овие 40 градови беа поминати, внимавај, во еден месец. Значи, тоа беше масовно, 20-та викаш? се знаеше низ цела држава. Забава по сите плоштади, градови, сите сакаа да дојдат во паркови, покрај балзени, покрај реки, езера, мориња.
планини, со авиони, со параглайдери, падобранци, и тоа беше во 2000 и... Ти си, значи да не ти се мешам и да те помешам. 2011. 2011 година, точен одговор, браво Лидија. Ајде, загревајте се, насмевки, ајде, Чекай, Ице, страшно е? Машко, да те видам тебе. Не. Прво прашање за тебе Океј. гласи вака. На инстант лозот патувај и уживај. Главна премија беше што? Патување на Малдиви, 200.000 денари или викенд куќа во Маврово. Па според... Кај што е поубаво од Instant Малдиви. Според нас Значи, тоа- еден буџет, кај можеш да одиш. Кај те влече слободно? Патување на Малдиви. Според... Екзотично го тегне. Екзотично Значи, го тегне, но екзотично го екзотиката влече. може не значи Малдиви, може да биде некое друго место. Види, кај да иде... Патувањето на Малдиви, треба например, нешто може да биде и по- поевтино од некоја вистинска премија. Значи, мислам дека Ај, види, размисли. размисли. Викенд куќа во Маврово. Дали би Види, сакал, на пример, исто е. речи ми вака, дали би сакал да добиеш буџет па да одбереш каде да патуваш или може би директно кај што ќе те носи? Било каде е добро, Значи по ако е два. добро. Можеш и на две места со тој буџет, може би. Значи по 200.000 денари. 200.000 денари, точен одговорице. Извини, Ице, за... Ајде, ме буткаме, Добре, ме добре. Ајде сега, ајде, слободан. Сега ќе биде Пенкалото полесно. во раце, среќата и одиме со прашање број 2. Препознаја пораката која што стои на сите рекламни објави на државна лотарија, како општествено одговорна компанија. Играј и забавувај се, играј одговорно, 18+, играј и доби. Значи, општествено одговорна компанија која се грижи за одговорноста во сите области, најмногу нели за младите, кој треба, кој не треба и така натаму што треба. Па ме влече за првото, број 1. Се извинувам, не те слушнав. Број 1. Под број 1. 1. Види, чекај малце. Можда му треба малце по... Да, извини, да не ти се мешам. Види, ова е порака што државна Или кога лотарија. веќе ги спомнавте, Сакаме да ја младите, повторуваме и да ја знаат сите. И генерално, ако е општествено одговорна компанија, таа мора да биде и општествено одговорна и кон младите, и кон старите, возрастните, односно, одговорот би бил што? Во заштита на младите. И некаде можеш да го број најдеш два, тој кај Викса може. Има Има и кај Викса, дзирнете, на Треба да секаде се се наоѓаат одговори. Под број, слободан, 2. 2. Играј одговорно 18+, точно така. Не дозволуваме, мораме да ги заштитиме младите кои се под 18 години од потенцијални ризици, нели, на игрите на среќа. Лидија, прашање за тебе. Второ прашање за тебе гласи вака. Која година се одржа последното коло од играта на среќа Ново Лото 7 од 34? 2019 година, 2013 година или може би 2023 година. Значи Ново Лото 7 од 34. Што мислиш? 2019. Од една од овие години почнува да се приредува Лото 7, а до таа година е Ново Лото 7 од 34. Значи број Што ми рече? Како мислиш? Како мислиш? Слободно. Број 1. Викаш те влече број 1. кажи го гласно, гласно. Погласно сам. Број Број 1 ме влече. 2019 година. Да. 19. Добро те влече, точен одговор. Леле, ризикував, Лидија. кажи ми се. Ризикувавме и викам немој. Повлечи го Викса, ќе видиш, оп, ќе Добре, осетиш чуti. енергија. Ице. Ице. Ајде, Ице. Прашање број 2 за тебе. Гласи вака. Колку интересни игри нудеше инстант лозот Аладинова ламба? 2, 3 или 4? Лесно е. Лесно е. Се сеќавам како изгледаше. Доколку да. не си сигурен, да лице ти е има јебил. сигурно лице Ице. Некако така ми изгледа. Да.
Не да се сетам како изгледаше. Окей. Лозо, Сети се. затоа. Сети се, сакаш да угасиме светло нешто? Не. Окей. Темно-виолетова изгледаше. Темно-виолетова. Со алавинова ламба, Ламба. од која што Да. излегува джин. Мислам дека 3 бе. Светлечка И е. неколку Погасно. различни полиња за игра. Сега, ако се сетиш, може Три да бе. се сетиш дека тоа е одговор под број 2. Број 2, точен одговор. Ајде да водиме сега со Слободан, со третото прашање за Слободан. Третото прашање, Слободан, за тебе гласи вака. Која година, цел месец, на плоштад Македонија се организираше хуманитарен настан во соработка со Црвен крст на град Скопје, каде се донираа средства за социјално загрозени семејства. Дали тоа беше 2016-та, дали беше 2020 година или можеби 2010 година? Прво ти тикнува. Размисли убаво, земи го пенкалото. Читање. Пенкалото тука, добре. Цел месец. Јас ќе ти кажам дека тоа беше месец октомври. Месец октомври, значи Па не верувам заради тие причини дека е 2020 година, добро. Логично е. логично, заради короната. Тогаш се купија и апаратчиња за мерење на дијабет на социјално загрозени семејства, значи на деца од социјално загрозени семејства, и тоа со оштетен вид. Од овие две, кога не сум Ја сигурен, елиминиравме 2020, така? Да, Да. Остана и Еден, 2016 или 2010 година. ќе кажам еден. Како? Која? Еден. Под еден. Година? Година? 2016. Така кажи, Слободан, бе 2016, нема да се справиме. Точен одговор. Ајде, Лидија, сега трето прашање за тебе. Ајде малку да убрзаме, може? Може. Прашањето гласи вака. Која година се одржа првото коло од играта на среќа Лото 7? 2017 година, 2019 година или 2021 година? Само треба да размислиш. Само размисли. Да видиме колку си концентрирана. Да, првото Еве, коло. јас само ќе те потсетам дека може би имаше некое такво слично прашање кое координира со ова прашање и тоа наменето за тебе. Лото 7 од која година почнува? Таа година завршува едно друго... Да, со 2017. 2017. Не те слушнав како? Плюс 2. 2019. 2019 година, точен одговор. Нели ново Лото 7 предмет, рековме ново, заврши така, 2019 така, и ти кажав дека да. почна Лото 7 Така, од таа така. година. Еве го. Математички Малку тук. концентрирани, ајде ве молам. Ице. Ице. Прашање број 3 за тебе. Гласи вака. Заедно. Што беше премија на инстант лозот BD VIP вози джип? Hyundai Tucson, Jeep Compass или Kia Sportage? Од наш сектор е, не се кире. Мислам, од спортскиот сектор. Оди си. Кај те влече? Ја знам дека имаше и Jeep Compass, тоа беше. Како Кија? Аха. Кија Не. беше. Те влече тројката? Мислам за тоа. Ај вака, размисли, погледни го прашање. Види, да, рестартирај ова. BD VIP вози джип. Джип. По 2. Jeep Compass, Jeep Compass. да, точно. Името кажи да. Така ти е. Во ред. Инаку во нашата палета ги имаше сите три различни. Знам дека ги имаше. Да, ама- да, затоа е збункат. Да. Но за овој инстант лоз беше Jeep Compass. Сега вака, ние поминавме три прашања, така? Одиме на четврто. Да, одиме на четвртото прашање овде. Потоа, после ова прашање, ќе видиме докаде се наоѓаме, каква ни е состојбата и ќе решиме кој ќе си оди, кој ќе остане. ќе Слободан, четврто прашање за тебе. Во оваа рунда немате многу помош од нас двајца. Го имате джокерот. Четвртото прашање, Слободан, за тебе гласи вака. Која година Државна лотарија започна со нова забавна емисија Седмо небо, со цел да внесе радост и забава кај играчите на игрите на среќа на Државна лотарија? 2020 година, 2023 година или 2025 година? Па логично 2025-та.
2000 и која? 25-та. Не смеам повеќе да ти помогнам. Не. 2023 година. Сме живи и И здрави. токму во оваа Седмо небо емисија оди и нашиот квиз Седмо небо. Значи, одговорот е 2023 година, точно во ноември таа година. Но добро, сега немаш поен, ќе видиме што ќе се случува со Лидија и со Ице. И на нив нема сега многу да им помагаме, затоа што на ова ниво мораме да имаме едно решение кој од вас тројца ќе си замине со третата награда. Лидија, четвртото прашање за тебе, биди концентрирана, гласи вака. Која е минималната гарантирана добивка која може да ја остварите доколку добиете седумка на лото? 5 милиони денари, 7 милиони денари или 10 милиони денари? Под број 2, 7 милиони денари. Не можам и тебе да ти помогнам. Број 3, 10 милиони денари е точен одговор. Да, покачена е премијата. Од тоа колку на сигурно има 2-3 години. Премијата е покачена. Добро, Лидија, и ти остануваш тука без поени, ајде бе Мице, дали ќе им се придружиш или ќе одсокнеш? Тимски игра. Да, тимски игра. Не се пуштаме. Кажи даје. Ајде, Ице, прашање број 4 за тебе. Гласи вака. Како се викаше инстант лозот со 10 главни премии хибрид автомобил? Вози хибрид, паркирај хибрид, дојди со хибрид. Под еден возе хибрид. Ова беше првата еко емисија на Државна лотарија, а ти велиш вози хибрид. Види, тимски играч си, навистина. Да. Не е точен одговор. Паркирај хибрид е точен Не ми беше одговор. логично паркирај затоа. Си викаш, дај да не се одвојува, Дај бе, аплауз. екипава е добра, друштвото е добро, и Ова јас е сум грешен. тим. Ова е тим. Нормално. Добро. Дојдовме до ситуација да имате еднаков број на поени. Јас некоја шикувам, не победуваш. Земете ги пред вас Да. едните калинки. Таму ќе видите дека имате Сега ќе има. бело парче хартија на која ќе си го запишете вашиот одговор. Ќе поставам прашање кое ќе важи за сите тројца. Тоа прашање ќе биде со рамка од до. Ќе го чуете прашањето, не гледајте, не препишувајте или заштитете си го вашиот одговор и кога ќе го напишете, свртете го наопаку. Ќе ви кажам кога ќе го покажете. А сега концентрирајте се и слушајте го добро прашањето. Прашањето гласи вака. Колку изнесува првата лото седумка освоена во Битола во 2011 година во 37-то коло? Од 10 милиони до 30 милиони денари. Запишете, размислете, запишете го одговорот, гледајте другите да не гледаат и потоа сокрите го. Значи, одговорот е помеѓу 10 милиони и 30 милиони денари. И јас си запишев да видам што би можел да знам. Добро. Ги подготвивте. Така. Сега, јас ќе ви го кажам точниот одговор. Жири комисијата ќе го слуша и потоа вие ќе ги покажете вашите одговори. Точниот одговор е: седумката освоена во Битола 2011 година во 37-то коло беше со вредност од 21 милион 173.081 денар. Ајде, кренете ги вашите одговори. Слободан вели 23 денари, не, се шегувам, Милиони. 23 милиони. Лидија има одговор од 22 милиони и само свртија. Така, и Ице има одговор од 26 милиони денари. Ја од прилика можам да предпоставам кој е најдалеку од точниот одговор, но затоа господинот Љубомир Илички ни каже, бидејќи они се жири комисија. Најдалеку од точниот одговор е Ице. Ице, токму така, најдалеку со точниот одговор, а Лидија беше најблиску до точниот одговор. Аплауз за Ице, се бореше храбро, одлично, но не си одиш со празни раце од овде. Не, Ице, ваков е планот.
Ја ти ќе ги оставиме да доиграат. Симни го ова веќе не ти треба, ја ќе го Не земам. ти треба можеш да го фрлиш. Дај, да, фрлете еден, тој за... Да. Ај, уствари, ќе се договориме да не им пречиме, ве поздравуваме. Кога се следиме достанале, така? Новиот подарок за тебе, нешто на таа тема, убаво, интересно, часовник. И квалитетно. Благодарам. Да. Благодарам. Поздравице, ти благодарам многу и се гледаме. А ти е брендот Ди Милано, Да. споделете го таму. Поред, останавме Слободан и Лидија. Се качивме на петото небо. Имаме уште две прашања да стигнеме до седмото небо. Еден од вас двајца ќе ја носи втората награда, а тоа е прекрасна шаховска табла со преубави шаховски фигури, малку за ментална гимнастика, нели? А тоа е многу важно и за концентрација и за паметење на многу информации кои се однесуваат за државна лотарија, а првата награда е преубав велосипед. Слободан, ти сакаш велосипед или шах? Јас сум активен шахист. Значи ти ќе се бориш за шаховска табла. Со господинот Илич Аха. се знаеме од 77 година на Машала, не кажувате вие двајца, се смешка нашиот председател. Јас не знаев додека не влезе од вратана Така. денеска, додека не пристигна, ја не знаев дека е он вклучен во ова. Вклучен е. Да, господинот Слободан знам дека е познат квизаджија, но сега сакам едно прашање да му поставам на него. Бидејќи многу сакате шах, ќе го предпуштите првото место на Лидија или ќе се борите до крај? А поголем надпреварувач сум од А, желбата. не се дава, а? Добро. Ајде да видиме. Уште две прашања за вас. Слободан. Петото прашање за тебе гласи вака. Како гласи слоганот на првата интернет платформа на државна лотарија Мегавин? Слоганот гласи или звучи вака. Гледај таму и добро слушај, може ќе го препознаеш гласот. Биди ин, регистрирај се на Мегавин. Биди фин за да играш на Мегавин, само со Мегавин ти си ин. Сакал нека, ali јас ова го знам. Јас не го знам. И Јас морам го да кажувам, погодувам. Драг мој Слободан. Јас морам да погодувам. Ајде, нема помош. Сега. Биди ин, регистрирај се на Мегавин, биди фин за да играш на Мегавин, само со Мегавин ти си ин. А помош од Джокерот? Слободан, се извинувам, мораш да дадеш точен одговор ти сам. Размисли убаво. Нека да го имаш чуено. Ќе се обидам. И што би било логично? Имам чуено, немам запомнено и Биди гласам ин, за број регистрирај 3. се на Мегавин, биди фин за да играш на Мегавин, само со Мегавин ти си ин. број 3. Биди ин и регистрирај се на Мегавин. Тоа е точниот одговор, број 1, но уште не е доцна. Ќе видиме што ќе направи господја Лидија. Господја Лидија, но шахот, ако ништо друго, знаеме дека го сакаш. Прашањето пето за вас гласи вака. Кога е овозможена онлайн уплата за Лото 7 и Джокер преку страната loto.mk? 2017 година, 2018 година или 2019 година? Под број 3 2019. Точен одговор. Господјо Лидија, интимно едно прашање. Дали може би сте регистрирана на... Да. Да? И на Мегавин. Да. Дали знаете колку дани се регистрирани и на Мегавин? А знаевте ли кој е логото на Мегавин? Да, првото знаеш. Добро. Во ред, одиме со шеста прашање. Ако Слободан даде точен одговор, а господја Лидија даде погрешен одговор, повторно ќе имаме прашање за елиминација. Слободан, сега се бориш на две места. Да дадеш точен одговор и господја Лидија да не даде точен одговор. Знам дека си под притисок, ама шахист си, разбираш? Од E6 на G8. Тоа е потегот. Слободан, прашањето за тебе гласи вака. Државна лотарија во декември 2024 година ја донесе магијата на празничното новогодишно расположение во повеќе општини низ Скопје, и тоа под слоганот Зимска новогодишна бајка, волшебна празнична ноќ или новогодишна магија. Пак ме влече да кажам број 3. Тебе те влече да кажеш новогодишна магија. Слободан, многу ми е жал. Точниот одговор е зимска новогодишна бајка.
Но, сега можам да констатирам дека дефинитивно си одиш со таблата шах. Но сепак да ја дадеме на господја Лидија онака да закуца во последна минута и ефектно да го заврши овој квиз. Ајде, господја Лидија, 6-то прашање за вас. Подгответе се, ќе го прочитам, иако сте победник. Во колку групи се поделени понудените 24 скратени системи на Лото 7? Во 3, во 5 или можеби во 7 групи? Помош имате од Викса? Слободно, читам како размислуваш, уживај си, мрдаш сустава, добра. Мрдам, Те гледам да. и само ќе ми кажеш евентуално како ти треба. Во колку? Во 3, во 5 или во 7 групи? 3, 5 и 7. Во колку групи се поделени, нели? Поделени 24 скратени системи. Уплаќаш вакви? Не, Добро. Познаваш некој што игра системи? не познавам. Оди на среќа. Оди тот. Идам. Колку? Не викам да идам на среќа. Ќе добиете брошура за скратени системи, Да. веднаш по емисијата. Не, јас имам, ама еднаш уплатив и мислев дека сум добила, ама испадна дека не сум Тоа добила. бил полускратен систем. Ова е Скратен, брз, онака, успех. Да. Значи, Ајде, кажете, 3, 5, 7. Број, точен одговор под број. Под број 2, 3. 4. колку? Кој е Не. точниот одговор? Кажи му го. Точен одговор, па 7. Не. 5. 3. Број 1 е 3. точен одговор. Но, Добро. како и да е, ајде да видиме рекапитулација, што вели. Она што го знаеме и она што го предпоставуваме. Победник во овој квиз во нашето пето издание или пета епизода е господја Лидија. Човек кој е онлайн и на Лото и на Мегавин платформата. Благодарам, со среќа на другите квизови. Слободан, како и да е. Шах. Табла шаховска. После може да свртиме шах. Може? Прво ја и он и после загреан идеме ваму. А господјо Лидија, вие можеби нема да свртите шах, но ќе свртите, нели, Точак. дали на вашиот нов велосипед. Ќе биде за вас велосипедот или можеби ќе го подарите? Не, ќе го подарам на керка ми, што е во публика. Во ред. Па керката Да. ќе части валјда нешто? Некој кафе, сокче или нешто друго. Така е. Во ред. Викса, дојди повели кај мене да ја одјавиме емисијата. Ова беше пета епизода на нашиот квиз Седмо небо. Седмо небо, Ние не сме, било како и каде. да е, на осмо небо сме, ние од згоре ги гледаме така. И интересно И небо, да ја интересно. препуштиме сега да сервира Маријана. Ајде, Маријана, повели. ајде сервира и направи јас, а ние се враќаме потоа за да ги поделиме наградите. Дојдовме до оној преубав момент каде што ќе си ги поделиме наградите. Викса повели прво да ги дадеме Веќе јас ќе се обратам со точни работи, Ди односно Милано. прво Емил. Ди Милано. Милано. Повели, ова е за тебе. Ова е комплетот и фала за тоа што се дружевме денес. Среќа на станата. Ице, имаш и ти еден пакет на таа тема, добитник си на часовник. Мислам дека добро ќе ти стои бојата со оглед на вака стајлингот. и квалитетни часовници, да знаете. Господине Слободан, некако таму пред крај на квизот, како да измантравме дека ќе си добиете шаховска табла. Која ви е оваа шаховска табла по дома поред? Трета. Трета? Ама добре е ова. Две имам дома. Две има. Па повелите трета. Као за среќа, нели? Да. И дечкото од пит стоп. Главниот број 1, значи дали ти се допаѓа? Ова е твојот нов велосипед. Многу убав. Викаш дека ќе го возиш ти или Па нешто ми не, збореше јас за... не сум возач на велосипеди. Кажи му на дечко. А на твој, кого треба вака на да го камери. дадеме? Ова сега јас реков на керка ме, ама сепак на сопругот, утре му е роден ден. Ете И така. нека му биде среќен роден денот, а воедно и 29 годишнина од бракот. Одлично. А тој треба да купи едно убаво автомобилче за вас, така? Така. Он нека вежба, а вие А, он, како така е, мадам во така е. еден автомобил. Така е. Одлично. Ви благодарам многу што бевте со нас. Пета епизода на нашиот квиз Седмо небо заврши. Се гледаме за една недела во епизода број 6. До тогаш бидете здрави, среќни, весели, насмејани и играјте ги игрите на среќа на државна лотарија. Чао!
Добро вечер и добро дојдовте во најновата емисија од шоуто Седмо небо на Државна лотарија. На наше огромно задоволство ви го најавувам човекот кој со своите песни остава трајно одбележие на македонската забавна музика, а исто така како изведувач имаше значајно место и на екс-ју сцената. Зад него се илјадници концерти, настапи, турнеи, многу фестивали и многу песни кои ден денес се слушаат и се пеат со огромна радост. Вечерва ќе ве подсетиме на дел од неговите легендарни numeri, кои што ќе ве вратат во младост и ќе разбудат во вас убави и среќни спомени. Дами и господа, вечерва во Седмо небо разговараме и се дружиме со Драган Мијалтовски. Да се јавиш ти, но залудно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој. Сврти го, мојот број. На 223 305 те чекам, драга, јави се. На 223 305 побарај ме. На 223 305 те чека еден свенат цвет. На 223 305 побарај ме. Долго јас, долго те очекувам да се јавиш ти, но залудно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој. Сврти го, мојот број. На 223 305 те чекам, драга, јави се. На 223 305 побарај ме. На 223 305 те чека еден свенат цвет. На 223 305 побарај ме. На 223 305 те чекам, драга, јави се. На 223 305 побарај ме. На 223 305 те чека еден свенат цвет. На 223 305 побарај ме. Побарај ме. Бидејќи сте гостин во шоуто на Државна лотарија, ова се подароци. Инстант лозови. Ми кажавте дека сте играч, повелете. Опа, играч. Играч по време, не сум толку стален, толку Да? честен. Тука има разни инстанти. Може да се заминете од тука, со стан во Скопје, господине Драган, со 1 милион денари. Со електричен мотор, не знам колку ќе ви користи електричен мотор, но на внуците предпоставувам. Така, браво. И со уште некои разни други добивки кои што се дел од инстантите. Стиграле ли некогаш лот? Да. Така? Да. Како не? Кои ви се сретни броеви? Не сум редовен, не сум често, меѓутоа, пошто долго години сум во јавност и сето тоа уште од младите години сум играл секогаш овие игри, сум ги имал спортска прогноза, лото. Случајно, 70-та година, нова година беше, за 3-4 броја не ја добивме главната лотарија, 10 милиони беа тоаш време, на цела југословенска 10 територија. милиони? Да, јас и Ели. И сега е 10 милиони денари. Па ние како млад пар купивме 2 цели лозови тогаш, или дупли беа, половинка и цел, и падна задните 2 броја. Ние имавме нешто како 73, а таму требаше 47. Значи за 2 броја средјата... И доби еден организатор телевизиски во Македонска радио телевизија, Слободан Гапо. Гапич го викавме. Не го памтат, го знаат технички овие луѓе. Тој беше организатор во Македонска телевизија. Тој ги доби тие 10. И се сретнавме во град. И? Ме частеше. Вика, те частам. Па викам, јас за малку во на площад, како се вика,
лотариската што беше Беше порано, да. порано. Так, Таму Кристичева бевме палата, тамо кај што купиле беше. лозови, за малку ќе добиете. Ете. Ајде сега да видиме дали ќе ви се насмевне среќата со државна лотарија, со нашето Лото 7. Кажете ми 7 среќни броеви. Ајде, кои беа броевите кои што ги игравте, сте ги играле порано со вашата вака, сопруг? 3. Ова е од 1 до 37. Не, 3, 6, 3, 6, 13. 13 често извлекуван број во Лото 7. 22, 23. И 23 е често извлекуван број. 5 ги кажав, така? 5. Така. 31 и 34. Сега, кажете ми, имаат ли некој значење? Па Имаат ли петка, значење овие броеви? Петка, тој што ќе ги уплати, петка. Ама, тој што ќе ги уплати петка ќе добие? Да. Добро, а бројот 3 со што бе поврзува? Не треба... Нема тоа да е трета кажам. мајка, како? Добро, а бројот 23? Па нема везе, исто. Добро. Исто, и, да се пошегувам. 24 сум роден април 50 година. На 23 април, претходниот ден, е прогласена самоуправната организација во предпријатијата низ Југославија во тој период на светски ниво. Единствена земја Југославија беше кај што работничките совети се огласија за раководители на предпријатијата на 23 април. Добро. Ете, затоа бројот 23 е интересен. 23. Добро, ете, бар кажавме некоја приказна со еден број. Ова се Супер. среќните броеви, значи 3, 6, 13, 22, 23, 31 и 34. Па, драги мои, можете и вие да одиграте оваа лото комбинација, може би ќе ви се насмевне среќата, може да си освоите седумка на лото, која во овој период изнесува 10 милиони денари. Драга, како би ја потрошиле оваа сума доколку ја освоите? Еве, со оваа комбинација. 10 милиони денари. 150.000 евра. Па прво, нешто за најмладите ќе се одвои во семејството. За внуците? И за пензионерите. Аха. Значи, повозрастните. Она другото ќе се остави една година најмалку да се размислува и истражува што е тоа што би било потребно за да може да се умножува. Не само да го земеш и да го потрошиш. Значи нешто што е како машина која може нешто да ти создава. Паметно. Сега, ова ве следи уште од младоста, затоа што имате изјавено своевремено заедно со сопругата Ели, никогаш не бевме фантазери, туку реални и практични. Секогаш моравме однапред да ги организираме нештата. Па нормално. И ден денес сте добар организатор, кога се ета животните одлуки во прашање. Така е, да. Како за крај ќе слушнеме уште една песна, убава си како музика, песна создадена во 1984 година од Драган Ѓаконовски Шпато, текстот е легенда. ваш. Да. Многумина ќе кажат период кога песните имаат душа. Па мене ме интересира дали македонската публика е носталгична по тие шлагерски звуци, придружувани со големи симфониски оркестри, тие лирични текстови кои што некогаш биле интерпретирани. Особено македонската публика има посебен сензибилитет. Македонскиот шлагер не може да не ве допре. Евергрините што ги имаме, тие траено ќе бидат вредност, голема вредност. Може би мал е збор од голема вредност. Може би нешто поубаво треба да ги одсликам. Тука креаторите, авторите емотивно, искрено се внеле. Нема тука калкулација сега ја за некој динар, некоја паричка, не знам што некоја награда на фестивал, па ќе гледам да направам. Не. Тоа е самата идеја ти доаѓа од мноштвото на твои роднини, твои пријатели, твои соработници, не е само од еден, не е само од конкретниот автор во моментот Шпато. Шпато кога ја направи убавост и као музика, еве сите што ја знаат песната. Изведувана е оваа песна и од млади артисти. Да. Ќе видат дека во неа има една едноставност, но една убава паралела помеѓу музиката и жената како феномен. Така. Значи, кога јас се обраќам како автор на текстот убава си како музика, инспириран од музиката на Шпато која е убава, што ја слушам, он ми ја дава да ја чуем.
Нема текст, нема идеја, он не ми вели напиши песна за некоја жена која е убава како музика. Не знае зашто. Он е исто емотивец. Так. Шпато беше голем емотивец, не виден. А тој ведите ги знаеше на памет. Не, Индиска филозофија и слични работи. Не Беше видено генија, да. Невидено нешто. Навистина. Колку беше во сето тоа предан. И кога ја снимив јас во студиото тој присутен, тон снимателка Милка Герасимовска е легендарна, Шпато ми вели: Драгане, па ти можеш ли бе мене вака да ме прочиташ преку музика? Аха. Па тоа сум го сакал. А господина Драган, ако сте расположени вака за пење, ајде да чуеме уште некоја песна. Да. Зборувавме толку многу за Скопје, ајде да чуеме Скопје, младост моја. Така е, па кант авторска е моја песна ова и пак е Шпато аранжерот. Во тебе сум роден, ведна давна пролет, покрај Вардар, веден цветен сончев мај. Скутот јас ти растев, те засака во дете, и ги дари си од блесок, си од сјај. Од Маđари до Кале, од Карпош па до Сарај, како гердан ти се протегаш без крај. Твоите плоштади, зеленила и згради, јас не ги давам за ништо, знај, Скопје, младост моја. Скопје, радост моја. Скопје, судбо моја. Скопје, радост моја. Понекогаш те губам, до каде и да одам, во срцево те носам. Во тебе се шетав низ Козлев лајчајек, а пак водно, аве го искачував за миг. Одев дур до матка, на плажа покрај треска, а на пчиња ловев риби со невсни. Свирев на гитара, на чардак јадев скара, а за празник тавче гравче знаеш ти. Крај езерце во паркот, под белата фонтана, прв пат сетив љубов, што ме сви. Скопје, младост моја. Скопје, радост моја. Јас бескрајно те љубам со сите твои утра, закитени со роса. Скопје, судбо моја, бам пам парам бам. Скопје, радост моја. Понекогаш те губам, но каде и да одам, во срцево те носам. Знаеме ли некоја мексиканска? Па мексиканска, сој солдато де левита, де соле кавалерија, сој солдато де левита, порунаму, и така на. Гитаро моја. Гитаро моја, да, не може без Исто гитаро моја моја. авторска песна. Ова е Александар Джамбазов аранжман на Скопскиот фестивал. Гитаро моја, јас и ти сме добри стари другари. Гитаро моја, го поминавме тој голем убав свет и еве не. На крајот нашиот лет. Гитаро моја, девојко, гитаро моја судбино, со тебе ми е најдобро, ти ми го галиш срцето. Гитаро моја, девојко,
Gitaro moja sudbino, bez tebe mi je zaludno, da si go trošam vremето. Gitaro moja, прости ми за сите мои невери. Гитаро моя, ти благодарам за сите сречни дни, за секој миг, што ми ги подари ти. Гитаро моја, девојко, гитаро моја судбино, со тебе ми е најдобро, ти ми го галиш срцето. Гитаро моја, девојко, гитаро моја судбино, без тебе ми е залудно, да си го трошам времето. Без тебе ми е залудно, да си го трошам времето. Гитаро моја. Драго ми е за тоа што одвоивте време, дојдовте во нашата емисија, во шоуто на Државна лотарија, не подсетивте на овие убави приказни и на овие легендарни композиции. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш од името на Државна лотарија, од моje лично име. Навистина ми беше огромна чест и задоволство. Благодарам многу. Како за крај, ќе уживаме во композицијата која што ја споминавме пред малку, убава си како музика. Ти не си ден, ти не си приказна, не си птица, не си пролет, не си цвет. Ти не си сон, не си поезија, не си зора, не си звезда, не си бран. Светот мој, незаборавен си пој, чуден пој, секој ден, што го слушам и пеам. Најубава музика, создадена за мене, единствен звон, што го љубам, што го знам. Ти не си ден, ти не си приказна, не си птица, не си пролет, не си цвет. Ти не си сон, не си поезија, не си зора, не си звезда, не си бран. Светот мој, незаборавен си пој, чуден пој, секој ден,